Ги слушаме тие обвинувања од премиерот подолго временски период наназад, дека СДСМ заедно со ДУИ и не знам со кој подготвува некакви сценарија за дестабилизација, за хаос. Ништо од тоа не е вистина. Ево до сега требаше да се случи некаква дестабилизација, поради тоа што премиерот не обвинува за тоа подолг временски период наназад, не само сега во очи на изборите. И тоа е нешто што му е потребно, поради тоа што едноставно нема со што да се пофали, нема никаков успех кој што може да презентира, нема никаква добра политика. Еве гледаме што се случува во економијата, има криза во буквално секој сектор, запрен евроинтегративниот пат на земјата, не знаеме како напред, тонеме во поделби меѓунационални во општеството, што е заслуга исклучиво на политиката која што ја води владата. Ништо не се случува, ниту има некаков напредок во образованието, нема ниту во земјоделството. Сите добри мерки и политики практично престанаа, премиерот нема што да прави, освен да обвинува за некаква дестабилизација. Такво сценарио ниту има, ниту размислуваме да има. Фокусирани сме на борба со сите демократски механизми и инструменти против оваа ненародна и антидржавна власт. Имате ли некакви разговори со ДУИ, можни коалиции сега пред избори, после избори, какви се? Во однос на коалициите, во првиот круг на изборите настапуваме со нашата постоечка коалиција, а во однос на вториот круг на изборите ќе разговараме и со другите партии од албанскиот блок. Во контекст на веќе будете чисто размислата кандидати. Единствената презентација на независната држава веќе има 7 кандидати за студија. Колку очекувате појавата на овие независни кандидатури да повлече гласување на кандидатите на селските градоначалници на општините и дали сметате дека со, да кажем, проблемата нивна активност ќе се зголеми во транспортни идеи во државата. Колку тоа приличните прво прашање на комисијата е биле на очекувањата да се биде заставено во општините. Добро, прво однос на кандидатите. Ние практично ги финализиравме кандидатите, изборот на кандидати за најголемиот број на општини. Дефинирани се сите и до крајот на оваа, почеток на следната недела, и тие кои што остана кандидати за другите општини ќе ги презентираме во јавноста. Ги избравме најдобрите кандидати, тие кои што се и признати и познати во своите средини, дека имаат кредибилитет да излезат пред граѓаните, да ја презентираат својата програма и дека може таа програма да ја остварат. Мене ми е навистина жал што владачката коалиција не направи ништо и не се обиде да собере мнозинство во парламентот за да помине изборниот закон. После укинувањето на двата члена од страна на Уставниот суд, едно прашање остана да лебди, а тоа е како се регулира делот на пријавување на независните листи за кандидати. Има различни толкувања, можно е да се пријавуваат и веројатно така ќе биде одлуката, правилникот во Државната изборна комисија, со оглед на тоа што не е регулирано, тоа да биде со 2 потписи, што сериозно ги загрозува независните листи, поради тоа што може да им се случи хаос. Власта не се обиде да го собере Бадинтеровото мнозинство во парламентот. Ние помогнавме, бевме таму. Го прифативме предлогот да се намали бројот на собрани потписи за евидентирање на кандидатурите од 1% кој што го укина Уставниот суд на 0,5, што мислиме дека е фер. И мислиме дека е нешто што добро го регулира тој простор. Така да ние настапуваме со нашите кандидати, настапуваме со кандидати кои што се најдобриот избор, кои што може да ги остварат програмите, кои што ќе ги ветиме, имаме специфични програми, ќе ги презентираме во следниот период, големи планови за развој на големите општини и микро планови за средување на малите проблеми во рамките на секоја од општините поединечно. Ја поддржувам волјата на
независните, на граѓаните, апсолутно да кандидираат своји кандидати. Сметам дека со тоа се зголемува можноста за избор на граѓаните и сметам дека треба да има кандидати, а ние нормално ќе се бориме со целокупниот свој демократски капацитет, со сите демократски инструменти да ја добиеме довербата на граѓаните. Јас го слушав премиерот како дава насоки како да работеле градоначалниците. Сметам дека е тоа многу погрешно. Сметам дека тоа доведе до тоа да Скопје стане еден страшно прљав, едноставно неубав град за живење, со нивната градоначалничка Даниела Арсовска, од која што понатаму во текот на мандатот се обидоа да се дистанцираат, меѓутоа јасно е дека не им успеа диловите, па затоа се скара помеѓу нив. А јас ќе ветам само една работа, дека сите градоначалници на СДСМ ќе работат честно. И дека и јас лично и целата партија стои како гаранција за тоа. Чудо сме кај позивките од ВМРО, веќе неколку период да позиваат за вашиот одбор, а ева партијско политичко гледна точка која ја прашала, да смятате дека е горещи повеќе од еден месец и да се потврдат да одмарате и да не учествувате во политичкото предизборство. Јасно, добро знам и да го позиваат дека од една страна се е тоа што се борите во зголемување стандарди и минимални стандарди. Не учествувате правите еден лош печат во јавноста за тоа дека од една страна се борите за зголемување стандардот на минималната плата, од друга страна се луцузирате, дека видовме на одбор заедно со поранешниот лидер на СДСМ Зоран Заев, на јака како поведеност пред Добро. Добро да го расчистиме прашањето, благодарам за прашањето. Сметам дека и тоа како имам и легитимитет и кредибилитет за да зборам за ова прашање. Поради тоа што цел живот работам за граѓаните. Прво како доктор, со пациенти, понатаму како министер, кој сум се борел за здравието на сите граѓани и за стандардот на здравствените работници. Да ја потсетам дека владата во која што јас седев сериозно работеше и носеше мерки за зголемување на платите. Социјалната помош порасна 300%. Платите на докторите се зголемија за 150%. За 150%. Ние имавме мизерни плати од 60.000 денари пред мојот мандат. Сега платите на докторите се околу 150.000 денари. И апсолутно и тоа како имам право и ќе продолжам да го правам тоа и да се борам за стандардот на граѓаните. Сметам дека тој систем на пропаганда кој што е присутен веќе подолго време ме обвинува дека прво сум имал куќа во Нерези, знаете, од вашиот медиум дојде тоа обвинување, па еден ваш колега беше таму, снимаше. Излезе дека тоа не е вистина. Па дека имам поклон джип, исто така не е вистина. Па дека имам зграда во Дубај и авиокомпанија, исто така не е вистина. Па дека имам јахта се, што исто така не е вистина. И жалам што таков еден систем на пиар развива ВМРО ДПМН со своји медиумски инструменти, со луѓе кои пишуваат по социјалните медиуми, што сметам дека веќе не е само политички феномен, туку е веќе општествен феномен, дека станува збор за луѓе кои што го креираат тој наратив со цел да нивото на политичка и јавна комуникација го сведат под елементарното цивилизацијско ниво, едноставно сака да ве однесат во калта. И тука да се борите, ама ја тоа нема да го дозволам. Сите тие работи апсолутно не се вистина. Целта на тие работи е да дискредитираат на некого. Иначе станува збор за луѓе кои што ги иницираат, ги креираат и ги пласираат тие работи кои што у суштина се кукавици. И политички и секакви други. И тие тоа обвинуваат. Ти си лопов, криминалец, ти си предавник и обично тоа е мантрата. Меѓутоа тоа не ме обесхрабрува, напротив, уште поише ме охрабрува да се борам за доброто на државата, знаејќи дека тоа ВМРО ДПМН и сите кои што го иницираат и спроведуваат тој процес, тоа го прават затоа што немаат резултати со ништо друго. И немаат што да прават луѓето. Немаат што да кажат. Тие ги плаќаат ситни пари луѓето кои што тоа го спроведуваат и им е жал за нив, додека се они фокусирани на многу големи бизниси, огромни кредити и договори во 4 очи.
и полека работите ќе излегуваат на виделина, додека државата е на слеп колосек за Европа, додека платите стагнираат, додека стандардот тоне, додека младите се иселуваат. Што ќе прават? Ќе бараат лопови и предавници. Тоа е. Целокупната суштина на тоа што беше пропаганда изминатиот месец. Сушност би завршил со тоа дека сметам дека додека ВМРО ДПМН е на власт, во држава противниците на Македонија мирно спијат. Но нема да го дозволиме тоа. Ќе ја вратиме државата на вистинскиот пат.